Буџетот е развоен, а инвестициите треба да го покренат стопанството. Во рекордно најголемиот износ за капитални инвестиции од 813 милиони евра има пари за коридорите 8 и 10, модернизација на земјоделството, студентските домови, затворите, училиштата, складирање на отпадот. Министерката за финансии Димитриевска Кочовска вели дека во минатото пари се трошеле за трансфери кон јавни претпријатија, акционерски друштва, аванси и гаранции, а не за реални проекти. Нејзината намера е оваа влада да изгради нешто што граѓаните ќе може да го видат и да имаат бенефит од ваквите инвестиции. Затоа ќе немало повеќе трансфери кон ЕСМ за долгови на јавните претпријатија и други покривања на нерационалното работење. Еве, например, сведоци сте на тоа што се случува со автопатот Кичево-Охрид и може да видите министерот за транспорт колку е ангажиран и колку работи да ги одглави проектите. Истото се случува и со животна средина и секдека и што министерот за земјоделие исто така е фокусиран во одглавување на одредени проекти, така што пари биле одобрени, меѓутоа било многу полесно, например, да префрлате пари на земјоделците како субвенција, ама да не им обезбедите вода. Со буџетот за догодина се предвидува зголемување на пензиите за 2500 денари месечно, почнувајќи од март до година. На пензискиот фонд ќе му требаат вкупно 2,1 милиарда евра. Повисоките пензии ќе значат потреба од дополнителни 280 милиони евра. За ставката плати ќе се потрошат близу 1 милиарда евра. Ќе има пари за редовното усогласување на платите во администрацијата. Сумата за плати изнесува 780 милиони евра, но ќе има и дополнителни 32,5 милиони во блок дотации за зголемување на платите во образованието. Министерката посочи дека има простори за пораст на минималецот, но се чека на договор со синдикатите. За социјални трансфери се предвидени над 8 милиони евра повеќе. Во однос на платите кажавме дека имаме 3,5 милиарди зголемување на ставката на плати, 2 милиарди имаме зголемување во блок дотации, тоа се веќе за образование, нели повеќе. Во делот на фондот за здравство имаме зголемување од 5,2 милиарди денари, тие треба да ги обезбедат нели дополнително платите на здравствените работници и плюс на тоа има бафер од 2 милиарди денари во функции на држава, средства кои што значи ќе можеме да ги спуштиме откако ќе знаеме што е постигнато и договорено на социјекономскиот совет. Ставката стоки и услуги останува приближно иста, но ќе се крати за мебел и возила. Димитриевска Кочовска посочи дека министрите имале големи апетити при кроењето на своите буџети, но таа не одобрила средства. Доколку биле вклучени сите барања, рече дека буџетскиот дефицит би достигнал 2 милиарди евра, односно 13,5% наместо 4% од БДП. Наредната година во јануари доспева за враќање еврообврзница од 500 милиони евра. Таа ќе се покрива со унгарски заем, а ќе има и задолжување од 600 милиони евра на домашниот пазар.